И кривична пријава за дивоградба стана дел од трката за градоначалник на малата рурална општина Могила. Кандидатот од ВМРО ДПМНЕ и се уште актуелен градоначалник на Могила, Драганчо Саботковски, обвинува дека неговиот независен против кандидат Сашо Пивковски кривично се гони за кривичното дело бесправно градење, односно за дивоградба, а за што може да следи и затворска казна од 3 до 8 години. Овој правен камен на стопнување, според Саботковски, е сериозен проблем за неговиот опонент, но вели дека тоа ќе го остави да го решаваат судските инстанции, а додека негов најголем адут за победа и на овие избори се досега сработените проекти, но и оние кои престојат за понатамошен развој на оваа земјоделска општина. Фокусот на кој сме сконцентрирани изминатиот период и периодот што следи е поголеми инфраструктурни зафати, 24 километри водовод, вредноста на тој водовод е околу 1 милион евра, 9 села, 2000 жители ќе бидат обслужени со чиста вода за пиење. Тука се и 37 улици кои ги работиме буквално во оваа година и неколку месеци со поддршка од директно од владата, бидејќи претходните 3 години имавме обструкција од претходната влада. Тој дел со кривичата ќе го оставиме на судството да го сработи, бидејќи една од работите со кои треба да се занимава е општина Могила, токму правниот дел дивоградбите да ги спречиме или односно секој кој сака да гради да се плати одредени комунали. И мислам дека тука она што треба да го работи градоначалникот, тука е прекршен законот од еден од кандидатите. Сашо Пивковски пак, кој на овие избори настапува како независен кандидат, по струка е инженер по биотехнологија и собственик на земјоделско стопанство. Тој уверува дека одлично ги познава сите проблеми на могилчани и врз таа база му била изготвена и изборната програма. А за причините за кривичната пријава и тој остава да ги утврдат судските инстанции. Општина Могила е земјоделска општина и на тој начин сите оние потреби на земјоделците, јас сакам да ги преточам да бидат во служба на сите граѓани на општина Могила, поготово на земјоделците. Тука голем акцент ќе ставам на преработувачките капацитети, значи еден услов за да биде земјоделецот во прв план, општина Могила сакам да му возможам привлекување на странски инвестиции, сакаме да му олестиме на новите потенцијални инвеститори, на тој начин ќе имаме нови вработување и на тој начин целокупните земјоделски производи ќе имаат соодветна цена и автоматски трудот на земјоделецот ќе биде вреднован. Е инволвирано цело моето семејство, значи таа кривична пријава, јас конкретно се води судска постапка и не сакам да ги коментирам судските постапки кои е во тек. Третиот кандидат пак е од редовите на СДСМ и коалицијата, Зоран Ристевски, кој и покрај нашите неколкукратни обиди да го представиме пред јавноста, не успеавме. Правдајки се со пренабиената предизборна агенда, не вети дека тој ќе не побара, што до овој момент не се случи. Сепак, според она што успеавме за него да го најдеме на интернет, тој на могилчани им ветува модерна инфраструктура, патишта, водовод и канализација, но и поддршка за земјоделството и локалната економија и за младите, при тоа, како што вели, со понудени реални решенија за секојдневните предизвици.